катедра за гудачки инструменти и гитара. Така. Гудачки инструменти доаѓа од гудалото, предпоставувам. Така. Кои се инструменти се опфатени во оваа катедра? Па, во суштина, главниот корпус на сите оркестри во гудачки инструменти спаѓаат виолини, нели во оркестарот имаме први виолини, втори виолини, средниот дел виоли или алти, така наречени, и виолончело. Виолончело, нели, ниската лага во оркестарот и се разбира тука се и контрабаси. Така. Најдлабоките, најниските тонови во оркестарот. Така. И гитарата Гитара секако нели спаѓа во нашата катедра, бидејќи нели има жици, па од тука нели некако најлогично поврзаноста со нашата катедра. Так. Нели како што спомнавме, логично би било и харфата да спаѓа во Да. Меѓутоа по проблематиката на изведување на свирење повеќе има сличност со пијано. Со клавишните. Затоа што има 3 педали, се свири многу малце луѓе знаат дека нели харфистите свират или харфистките повеќе има харфистки. И мене ми е чудно кога ќе видам харфист, навистина. Да, тоа е поелегантно, повеќе лежи на жени. Да, меѓутоа еве сум видел конкретно во Истанбул и во Анкара, нивните оркестри, баш така му стакли харфисти. Браво, да. И за мене беше изненадување прекрасно. Да, чудо. Тоа е интересно за гитарата, например, обичаја знаеме како некој популарен инструмент се свири во некои популарни жанрови, да речеме, ама гитарата како има место, да речеме, во некои класични композиции. Секако гитарата е најнов инструмент на нашиве простори воопшто. Јас сум долго време во Скопје, на факултетот сум повеќе од 20 години професор и знам дека последно како професорски кадар кај нас дојде гитарата. Така. И хармониката. Така. Долго време, бидејќи ние сме нели поднебје кај што е доста популарна народната музика, и знам уште во моје време прекрасни хармоникаши, меѓутоа нема таа прилика каде да се доусовршат. Да. И тука видоа и запиша, знам доста хармоникаши што запиша контрабас. Некако не знам тоа сродно, најслично дека нели свират бас со левата рака и запиша контрабас. Интересно е тоа многу. Фиола, ти свириш? Јас свирам виолина. Студентка на професорот Љубиша. Од која возраст се занимаваш со музика? Односно, од која возраст свириш виолина? Да, свирам од 7 години. Тоа е приказната, обично. Приказната, треба да почнеме од мали што, помали подобро. Така? И сега сум 4-та година при крај на моите студии. Значи ти треба да дипломираш сега. Треба да ти дојдеме на концерт. Да, треба. Одлично. Кажи ми, и на оваа катедра е тој менторски пристап? Значи професорот ти е исто ментор од почетокот до крајот? Да. Така. Значи тоа е обично за сите инструменти, предпоставувам. Има ментор и за соодветниот инструмент. Така. Па навистина е специфично. Тоа што овие инструменти бараат, нели, и највеќе студентите се запишуваат на факултетот поради некој ментор, нели, кој им се допаѓа како уметник, како свирач, како педагог и затоа се запишуваат. И таа соработка, нели, трае за тие 4 години, тие што се поамбициозни потоа се запишуваат. На времето беше магистарски студии 2 години, сега една ја направија. Така. И некако комбинира, нели, една магистратура, една е за докторат. И заедно пак некако исто ќе му дојде. Да. Како во минатото. Вие сте исто и продекан за концертна активност. Концертна активност. Веќе тоа го споменавме многу пати, дека всушност дипломирањето, магистрирањето или докторирањето на една музичка академија се токму концертите. Како оди таа организација, како оди тоа? Сакам да чујам повеќе за организирањето на концерти. Па така, нели целта уствари на студирањето на студентите и нивната ангажираност е на крај на краиштата и да излезат на сцена и да го покажат своето знаење. Така. Се работи, нели, како и во спортот
и овие врвни што се атлети и Да. боречки вештини, значи сето она што го прават во сала за вежбање како нели фиола вака од најмала возраст започнува со виолината, која што не случајно е кажано дека е најтешкиот инструмент, Така. затоа што кај клавишните инструменти во подоцнежниот период станува потешко, како што растат, тогаш станува. Меѓутоа кај виолината да произведете убав тон на тие 4 жици со тоа гудало, Со среќа. што така се сеќавам на еден поранешен професор на нашиот факултет кој што викаше кој би се занимавал со чепркање по 4 жици. Кој нормален би се занимавал. Навистина е тешко и треба голема љубов Така. од најмала возраст да се вежба, да се работи. Значи плюс школувањето кај нас не е студираш и тука завршува процесот на учење. Така. Ако сакаш да бидеш врвен уметник, тоа ќе те следи цел живот. По дипломирањето туку што почнуваш. Да, На некој усвари тоа е вистината, се Да, почнува после да, дипломирање. Што те привлече тебе? Твоето семејство те поттикна да свириш или само изрази желба, како влезе воопшто? Како ја фати виолината во раце прв пат? Само имав желба и еднаш сакав клавир да свирам. Така? Да. Така? Но после, не знам, виолината после кога ја пробав, ми беше малце поинтересно, имаше две работи, гудало, виолина, певниче, ми Так. беше поинтересно од клавирот. И така почнав. Така. Да. Многу интересно. Тоа зборувавме и со деканката, например, на првиот состанок. Тоа е особено, например, видливо кој овие гудачки инструменти, некако секој кој свири гудачки инструмент има некој деформитет на целото, Да. некое искривување, да речам, некое. Да, што е друго специфично? Рековте дека например за виолинистите има многу поголем простор во оркестрите, во филхармониите. Да. За жал, например, кога ќе се прави споредба со дувачките инструменти, кај нив изборот е многу поограничен. Затоа што има прва флейта и втора флейта. Во Так. оркестарот се прима двајца флейтисти. Так. Прв кларинет, втор кларинет. Така. Додека кај виолините, нели, изборот е многу поголем. Има, може во први виолини да има 20 виолинисти, во втори виолини исто. Така. Има филхармонија, има опера, што се надевам дека повторно ќе се возобноват оние оркестри што беа во Македонска радио телевизија, што веќе одамна не постојат. Јас како студент сум имал прилика да работам во камерниот оркестар на радио телевизија Скопје. Така. Нели, и со тоа сам на себе да си помогнам и на моите родители да самото школување биде, нели, поподносливо, да, финансиски. Сам си се грижев, нели, за моите финанси, што и за нив би било голем плюс да можат Многу. додека студират, што за Западот е тоа сосема нормално, да студира и да работи некоја работа за да може финансиски, нели, да опстои, да издржи. Така. Тоа и на најголемите светски факултети, универзитети како што е Джулиард, например, Така. и Беркли Така. во Бостон, Така. таму им доделуваат стипендија која што е доволна, нели, за да ги платиш оние трошкови на факултетот. Така. Меѓутоа, дури ти помага да најдеш некоја работа, дали во администрација на факултетот или во некој бифе, да работиш како дополнително, за да можеш да се издржуваш. Така, Додека тоа е студираш. многу важно, особено. Каква е ситуацијата на факултетот, например, дали факултетот располага со сите потребни инструменти, да речеме материјали, да не речам реквизити сега, ама значи со сите потребни помагала, дали има доволно кадар. Сакам да кажам дали Министерството за образование го препознава квалитетот кој го нуди факултетот и дали е тоа на некое задоволително ниво или секогаш има простор за подобрување. Па јас мислам дека секогаш има простор да биде
подобро, нели, и да се збогатува целата музичка активност на факултетот. Не секогаш имаат разбирање за нашата специфика. За жал, имавме во минатото проблеми, не се признава индивидуалниот час, кој што е специфика на нашиот факултет, затоа што на разлика меѓу нашиот факултет и другите факултети, кај другите факултети е групна настава. Па мислам, како би предал пијано, па и виолина. Еве, фиола е само една, нели, која што е посебен цел еден дел, сега четврта година дипломец, со неја се работи посебна програма, значи имам 4 од втора година, што се од прва година, од трета, и сите имаат посебна настава, и сите свират различна програма, сите се различни луѓе, со различни специфики, со различни карактери, и ние треба да се најдеме, нели, да се прилагодиме. А за тоа си треба индивидуален пристап, индивидуален пристап, апсолутно. Нели, а луѓето мислат дека е исто, како кај другите факултети, излегува во амфитеатар, си ја кажува лекцијата, дали некој запишал, слушнал, не е битно, се гледаме на колоквиум на испит. Да. Па нема шанси, мислам, како ќе биде, ќе повторуваме, не е ни едниот ист тон, туку е различно, сосема различно. Да, навистина. Многу е покомплицирано и специфично, и за тоа навистина треба луѓе кои што ќе имаат слух тоа да го разберат. Така. За жал, изминативе, па можам да кажам 15-16 години, кога ни се случува едно, нели, политичко лудило, една тотална партизираност во сите институции, и образованието е на многу ниско ниво. За жал. И се нема баш доволно слух за потребите конкретно на нашиот факултет. Да. Мислам дека би можело многу подобро да функционира. Така. Каде се гледаш себе си, Фиол? Повеќе како наставничка. Така, педагогија. Да, педагогија. Но јас го сакам работата и во ансамбли, оркестри, се чувствувам добро со колеги мои што работиме. Ама мислам дека педагогија ми е најдобрата опција за мене. Так. Значи, кај нив исто треба изборот сам ќе си дојде сам по себе. Јас конкретно на факултетов ми е четврта работа во мојот живот. Значи си пробуваш, кога си помлад, се пронаоѓаш. Пробав, прва работа ми беше во Македонска филхармонија. И мислев дека тоа е хајлајтот на мојот живот. Изведувач, да. Додека не поминаа 6 години, не си речам, јас ова не сакам. Не можам веќе тука. Ова воопшто не е, нели тоа што јас го сакам. Па работев во Македонска опера, исто сватив дека ни тоа не е тоа што сакам да го работам. Па во Народниот оркестар во радио телевизија Скопје, и додека, нели, на крај само по себе, кога си дојде оваа работа на факултетот, се разбира, за да дојдеш до оваа работа треба да имаш искуство концертно. Јас веќе 30 години имам концертна активност со мојата сопруга, она е пијанистка, исто солистички концерти, значи некој тоа го препозна, ме повикаа на факултетот и самото си се покажа дека тоа педагогијата, работата со млади луѓе, таа нели интеракција што ја има меѓу мене, меѓу нив, цело време не е статично. Цело време се прилагодуваш на различни карактери, има тука доста и психологија, не учиме само да свириме виолина, него учиме многу работи, како да се справиме и со животот, не е само свирењето на виолина, има многу сериозни предизвици во животот, како да се справиме, нели, со stage fright, трема малку, тремата. Нели, супер бевте сите. Да, како да го победиме сето тоа, како да, нели. И едноставно, како барем тоа ми е мене многу битно, како да бидеме подобри луѓе и повеќе да придонесеме позитивно за целото наше општество.
Не, овој пример што го дадовте со вашето пронаоѓање, условно кажано, мислам дека нешто што ќе охрабри многу луѓе и ќе покаже дека на вистина не е страшно дури и да се запишеш на факултет па да сватиш дека тоа не е за тебе секогаш, Воопшто не е. особено денес со интернет, со курсеви, секогаш има простор за да речеме за доквалификација, за преквалификација, за напредување, така што е благодарам за примерот на вистина. Но во сето тоа е нели важно да се посвети човек и да даде се од себе, па потоа да ги прави тие, да речеме, евалуации, дали Така, нешто е добро или не. Сепак вие сте биле дел од филхармонијата, од оркестарот на радио телевизија Скопје, така што дали мислите дека испуштивме нешто што би сакале да им порачате на идните студенти? На оние кои прв пат фаќаат виолина, виолончело, виола, гитара. Не, па секако за да дојдат до факултет не може прв пат да фатат инструмент. Така, Мора да така. имаат конкретно кај виолината спецификата и кај виолина, виола, Да. виолончело. Мора од мали ноги. Веќе за контрабасот дури има некаква шанса нели, да Така. може и покасно. Сум бил сведок така, бидејќи па нели, од хармоника, не, па да, и дури онака ќе ги видат со физички атрибути какви ги имат, ќе го Да. видат крупно момче. Ти си голем талент Тој, за да. контрабас. Дури без да Да. Не ти треба приемен. Имаше такви Да. примери, нели, или за дувачки инструмент кај што Така. треба Гледаш дека има, тоа е тоа. го видат, нели, физички На приемни предиспозиции. испити мерат обем на гради, мерат висина. Не, го толку тоа, имаат искуство. Се знаат, гледа, да, се се гледа, приметува да, тоа. Кој да. има капацитет за тоа? Да, Или да. спрема устата. За Так. овие дувачки. Не можеш ти ја зборуваш и да се задишуваш и да дојде, нема како. Да. Имам еден школски другар од моје деца, кој Така. што специфично зборува, оака, Да. нели, со стиснати Да. усни. Само што го вида, дечко, ти си роден за труба. Да. сега еден од Или најбара- трубата е родена за тебе. Да. Да. Во ред, нешто да го сакаш да им порачаш на тие што буквално на тие што прв пат се зафаќаат со некој гудачки инструмент. Треба многу трпење, Мгм, така, многу вежбање така, и да прават се со љубов. така. Ви благодарам и на двајцата. Благодарам на Благодарам. Благодарам.